Годината започна со оптимизам откако украинските сили ги вратија териториите во Херсон и Харков. Тој оптимизам се претвори во фрустрација во Украина. Надежите се потпираа на навремена испорака на западна воена помош која бавно доаѓаше. Пакетот за воена помош од 60 милиарди долари, предложен од администрацијата на Бајден, беше одложен во Конгресот и беше усвоен дури во април 2024 година. И покрај рекордните жртви, Русија притискаше напред, заземајќи околу 2700 квадратни километри територија во источна Украина. Во исто време, Украина за прв пат се наметна во рускиот регион Курск и зазеде повеќе од 1200 квадратни километри руска територија и 93 села. Украина едноставно не беше во можност да го држи тој неверојатен офанзивен импулс или поттик што го имаше во 2023 година. Западот требаше да направи многу повеќе. Украинскиот председател Володимир Зеленски свика самит за мир во Украина, на кој се собраа представници од 101 земја и организации во Швајцарија. Украина од секојаш верувала во моќта на дипломатијата. Војната не е наш избор, тоа е избор на Путин. Ке направиме се што можеме да почнеме да се движиме кон вистински мир. Русија не присуствуваше, а ќорсокакот продолжи. Украинците ја гледаат победата на председателските избори на Доналд Трамп како голема пресвртница. Некои стравуваа дека кампањата на Трамп ветува брзо завршување на војната и неговите повици за итен прекин на огнот значат дека Украина ќе биде под притисок да направи премногу отстапки. Тоа ќе ги дозира односите меѓу САД и Украина со поголем трансакцијски пристап и се чини дека надворешната политика на САД ќе биде повеќе игра во смисла што може да биде корисна за односите на САД со Украина. Без опипливи безбедносни гаранции од Западот, во Украина постои загриженост дека ќе биде тешко да се постигне траен мир. Идеалното решение е целосно обновување на суверенитетот на Украина, но во овој момент, особено во предстојните зимски месеци, тоа е тешко возможно, дури и во чисто физичка смисла. Она што е можно би било да се заштити што е можно повеќе територија и да се бара Украина да продолжи на својот пат кон НАТО и Европската унија. Заморот од војната порасна во 2024 година, како што Западот се соочува со висока инфлација и пад на економиите, за кои се обвинуваат војната во Украина и санкциите за рускиот извоз на енергија. Знаците на замор исто така се зголемија меѓу завојуваните земји, со Русија доведувајќи војници од Северна Кореја да помогнат во борбата, а стапката на дезертирање на украинската армија расте. Додека Киев сигнализираше отворено за преговори, Москва допрва треба да демонстрира некаква посветеност за ставање крај на војната.